Во следните 30 дена ќе сватите дека љубовта не секогаш доаѓа со големи гестови. Понекогаш започнува со една порака што не сте очекувале. Со еден поглед што ќе остане подолго отколку што треба. Со едно чувство дека некој конечно ве гледа такви какви што навистина сте. Долго време сте се обидувале да бидете силни. Да не покажувате колку ви недостига блискост, разбирање или некој што искрено ќе ве праша како сте. Но во периодот што доаѓа, срцето повеќе нема да сака да се крие зад гордоста. Ако сте сами, можно е сосема случајна средба да ви го привлече вниманието. Нема веднаш да почувствувате дека тоа е нешто посебно. Но со секој нов разговор ќе откривате дека меѓу вас постои леснотија што одамна не сте ја почувствувале. Не брзајте да донесувате заклучоци. Некои приказни најубаво се развиваат полека. А ако сте веќе во врска, следните недели ќе бидат можност повторно да се сетите зошто сте се избрале еден со друг. Малите моменти ќе вредат повеќе од големите зборови. Искрен разговор, заедничка прошетка или едно обично прегрнување може да избрише недоразбирања што долго време стоеле меѓу вас. Можно е да се појави и личност од минатото. Но овој пат прашањето нема да биде дали таа личност ќе се врати. Прашањето ќе биде дали вие навистина сакате повторно да се вратите таму каде што еднаш ве болело срцето. Пред да ја отворите старата врата, запрашете се дали таму ве чека мир или само познатата болка. Во овие 30 дена ќе почнете поинаку да гледате и на себе си. Ќе сватите дека љубовта не треба да се заслужува со постојано докажување. Вистинската личност нема да бара од вас да бидете некој друг. Ќе ве прифати со сите ваши силни страни, но и со вашите несигурности. Има една мала навика што би можела да промени многу. Наместо секогаш први да предпоставувате што мисли другата страна, обидете се да прашате. Искреноста ќе ви донесе многу повеќе мир отколку предпоставките. Кон крајот на овој период ќе почувствувате како нешто се смирува во вашето срце. Без разлика дали ќе започне нова љубов, дали ќе се продлабочи постоечката љубов или конечно ќе затворите едно старо поглавје, ќе знаете дека сте направиле чекор напред. Затоа што љубовта, што навистина вреди, нема да ве натера постојано да се прашувате каде стоите. Таа ќе ви донесе чувство на сигурност, спокој и желба да бидете свој. Во следните 30 дена не барете совршена љубов. Барете љубов во која можете искрено да се насмеете, да бидете мирни и да почувствувате дека конечно не мора ништо да глумите. Понекогаш, токму таквата љубов останува за секогаш. Ви благодарам. Доколку ви се допадна видеото, притиснете лайк, претплатете се на каналот и секое добро до наредно слушање.